Беше тоа на 14 февруари 869 година, кога во Рим починал Константин, познат под името Кирил Солунски, еден од творците на првата словенска азбука. Тој и неговиот постар брат Методий, двајцата родени во Солун, преведуваа библиски текстови и книги од грчки јазик на дијалектот на солунските македонци. Творците на првата словенска азбука, Кирил и Методий, водеа жестока битка против застапниците на тезата дека постојат само 3 светски јазици кои можат да се употребуваат при вршење на верските обреди – хебрејскиот, грчкиот и латинскиот. Роден е во 1826 година. На 14 февруари 1904 година е роден Вангел Коџоман, македонски ликовен уметник, академик и еден од основоположниците на македонската современа уметност. Името и ликовното дело на Вангел Коџоман е вградено во темелите на модерната уметност во Македонија. Личниот придонес на Коџоман, изграден врз искуствата на постимпресионизмот и експресионистичките искуства во ликовната уметност, едновремено настојувал во својата постапка да ги вклучи сталожените искуства на модерната уметност. Неговото дело од големо значење, особено поради тоа што се смета за еден од основачите на Средното уметничко училиште во Скопје, Друштвото на ликовните уметници на Македонија и како учесник во народно-ослободителната и антифашистичката војна на територијата на Македонија. Беше тоа на 14 февруари 1908 година, кога починал Марко Бошнаков, гемиџијата. Марко Бошнаков најмува дуќан во близината на Отоманската банка, од која е ископан подземен тунел до банката и потоа со динамит е крената во воздух. Бошнаков од специјалниот воен суд е осуден на смрт, заедно со Павел Шатев, Милан Арсов, Георги Богданов, за потоа пресудата да им биде преиначена во доживотен затвор и испратени на ослужување во Мурзук, либиската провинција Фезан. Главата на Бошнаков е донесена во Охрид и е предадена на неговото семејство, а потоа сместена во украсно дрвено ковчеже и погребена на гробиштата во црквата Света Богородица Перивлепта, а оттаму е положена во црквата Свети Никола Болнички, во заедничка гробница со останатите мошти. На 14 февруари 1943 година во селото Русиново починал Никола Петров Русински, еден од истакнатите личности на националната историја на македонскиот народ, социјалист и револуционер, близок соработник на Гоце Делчев, Васил Главинов и на други истакнати македонски револуционери. Автор е на книгата Прилог кон историјата на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Роден е во селото Русиново на 21 ноември 1875 година. Беше тоа на 14 февруари 1971 година, кога во Скопје е роден Томи Стефановски, македонски пливач во далечинско маратонско пливање, светски првак во маратонско пливање за 2016 година. Томи Стефановски добил заслужно место во куќата на славните во овој спорт, и тоа како прв пливач од Македонија. Свечената церемонија на приемот на новите членови се одржала на 4 ноември 2016 година во Сан Педро, Калифорнија, Соединетите Американски држави. Исто така, како признание на остварените успеси, во 2016 година Стефановски ја добил наградата 13 ноември, која ја доделува Сојузот на спортови на град Скопје. На 14 февруари 1996 година Република Македонија воспостави дипломатски односи на амбасадорско ниво со Република Бангладеш. Беше тоа на 14 февруари 2001 година, кога во Скопје, во населбата Тафталиџе, е отворена специјалната болница за гинекологија и акушерство Мала Богородица на Систина Медикал, прва приватна гинеколошка болница во Република Македонија. На 14 февруари 2015 година во Кавадарци почина македонскиот ликовен уметник Ристо Соколов Сокол. Заврши средно уметничко училиште и факултет за ликовни уметности во Скопје, одсек графика во класата на професор Димитар Малиданов и графички дизајн во класата на професор Костадин Танчев Динка.